Драги мои, добро вечер, добре дојдовте. Некој четврток, некој петок, некоја среда, вторник, понеделник, она кога деноите почнуваат да се мешаат и сеќавањето на претходниот ден станува како на некој сон. Тоа не во прашање старост, едноставно хард дискот на совира. Дури, знаеш, она, кога гледаш низ мобилниот, кој го имаш повеќе години, кога ќе насобереш фотографии, кога ќе погледнеш некоја, чекај бе, па ова е моје, ова сум ја, ова е снимено пред 3, 5, 15 години. Не, нема мобилен кој требал 15 години. Стварно треба да... Вау, и сега ми текна. Никогаш не сме направиле некоја емисија за некој што користи најдолго, кој најдолго користи еден исти мобилен на свет. Ама да речеме од паметните, имаат камера, што има интернет. Иако овие раните мобилни телефони, нели, со вашите легендарни Nokia, Alcatel, Sony Ericsson, Panasonic, да, тоа беа клучните имиња во тоа време. Собно и сите експериментираа со разни концепти. Нема врска. Поентата е, знаете, има еден музичар кој го слушам, само ако случајно некој некаде го пушти. Многу го почитувам, затоа што сепак се работи за еден од клучните во современата поп музика и воопшто во движењето што се направи светско во музиката. Тој е сер Пол Маккартни. Неговите албуми за мене се крајно неслушливи. За да ги слушам Битлси ми треба малку и ментален напор да сватам во кое време, во каков контекст создавале таква музика која била во тоа време вау. Денеска на млад човек да му ја пуштиш ќе рече не е лошо. Зошто? Зошто не може да се одушеви? Затоа што во меѓувреме се изнасушал се и се што многу дела се создадоа. Кога зборам технолошки, зборам уметнички, писателски, зборам убави држави, лоши држави, зборам убав живот, лош живот. И кога ќе имаш една перцепција за нешто, после кај да те пресат, каде и да отидеш, носталгијата ќе те влече, па макар и по полош. Ја често пати го споредувам она со едно интервју на еден човек кој побегнал од Северна Кореја. Побегнал затоа што во селото каде што живеел умирале буквално од глад и немал кој да им подаде и храна и така натаму. Ужасни биле лоши условите, државата била драконска, таа и ден денеска таква, нели, тоталитаризам, комунизам, социјализам, најлошото што може да постои. Не споредувајте со социјализмот на Југославија, тој беше само не социјализам, така што тој беше паразитизам. Работевме и уживавме, тоа ни беше добро. Го прашуваат покушавам да се сетам за да ги склопам речениците некако во глава. Го прашуваат едноставно, он им раскажува за животот таму. И сега он им раскажува какво бедно детство имале, ги опишува другарите, опишува колку од нив врсниците умреле од глад, од болести, немало лекови, немало струја, немало базични работи и така натаму. И единствено што се сеќава тоа е гладување и така натаму. После некоја година, ова е веќе он пребеган на запад во Соединетите држави, во меѓувреме он се жени, прави работа, едноставно бизнис, све во Америка. Во Америка треба да си ретардиран дегенерик, дебил, некаков радикален исламски левичар за да не ти оди. Дури и оние што завршуваат на улица е по свој избор, затоа што и тоа е начин на живот, тоа е нивна Америка. Но секој кој сака да заработи леп, таму барем може да го направи тоа.
И сега го прашуваат, еве години помина, пред 20 години пребегавте и така натаму. Кажете ми, какви се вашите сеќавања за детството? И човекот почне да каже, леле, колку било убаво. Леле, како си игравме джамли, па со стапчето, па јававме магаре, па ово било, па онака. И едноставно, ова интервју на години е правено не од новинари, новинар секако го водел, но вклучени биле и психолози и психијатри, кои проучувале менталниот склоп не на луѓе од Северна Кореја, туку воопшто на човештвото. И во студијата подоцна издадена, врз основа не само на сведоштво на еден човек, туку на сите. Значи, они собирале сведоштва на луѓе кои биле во совршени заедници и најнесовршени, најужасни. Еј, што е ова? Кој е овој? Дуге косе моје и свиле јакна. Океј, ќе го гледат. Белгискиот документарец. Каде дисџокеот од мната иде ту Чрчо, па се крстит, па се... Да, овде таму сум со пар причесни во мене, уште не знаев што се прави во црква. Добро. Заклучокот е дека секое детство, секоја младост ги брише лошите работи и го идеализира и најлошите ги идеализира и најлошите услови во кои живее. Значи буквално пустиња, глад, Африка, лавоите бркале, у шуми волците јаделе. Не. Детството и младоста се супер. Никој никога на детството, сите се со трауми. Ама таа траума е потисната како нешто абстрактно. Таа те прави абдал, дал ќе се тепаш, дрогираш, ќе бидеш креативен, бидејќи секоја траума ти можеш да ја насочиш да биде нешто креативно добро или нешто ужасно лошо. А сакате да ви ја кажам најрадикалната идеја која не можете да ја прифатите? Две констатации. Ки истрчам, па ќе се вратам на темава, пошто не сум... Знаеш како прават колегиве мои кои ќе видат дека доаѓам на работа? Дојде. Како си? Супер, баш ми е мило што те гледам. И имаше јавноста која многу сака да морализира. Зошто јавноста сака да морализира на социјални мрежи? Овој се дрогира. Нели имаше некој лекар кој снимиле дека шмркал кокаин. Они сакаат да морализираат за да се почувствуваат дека се подобри од нив, од другите. Бидејќи, нели, зацкријан за својот профил, кој те знае ти шо ѓубре си и шо перверзњак си, нели? Али вака ти е фино да одглумиш и да... О, Јанко, види го што рекол, прднал у емисија, гледал голи женски, овој му се јавил, му рекол на Бранко да му го пушиш, му рекол овој говедо, Океј? Мојата теза е дека нашево здравство, какво што е, не е само за нас, кои најебуваме во оние ходници на хоророт, како од некој холивудски филм Soul, Тројка, или Jacob's Ladder. Туку истиот булшит е и на лекарите. Дури и во најдобри услови, особено хирурзите, и оние што работат на судска медицина, тоа што го гледаат и што им поминува низ раце. Ама не знам, он фатил факултет, он ако не може ово она. Ало, што си ти, автомеханичар? Па ти се повраќа од масло за коли. Тепаш у друштво на маса у кафана кој ќе спомне алтернатор.
и разбирливо е, презацитеност. А камоли луѓе кои се занимаваат со живо месо кој го гледа. И мојот коментар беше за докторот, ја не би го осудил. Со кое право ќе го осудуват? Дали он знае да си ја заврши работата? Дали ти му контролираш на возот на автобус или на авион, дали шмрка кокаин или дува трава или џапа виски? Ти што се лееш со толку ракија па возиш и после морализираш за друг. Значи едноставно ја ги разбирам лекарите. Он мора да се начека ако сака да продолжи да те оперира. Задутре ја чека баба ти. Ама тој ако не испие виски за да го исплакне стресот, бидејќи они свесно многу јако се носат со тоа, но не постои некој кој ја контролира подсвеста. Тие што можат да си ги контролираат нивоата на свест и на личност, се во манастир. Имаат бројаници, ама не овие модниве додатоци за вас кои појма немате зошто носите бројаница, не знаете зошто. Туку се со метри и сихасти од сабајле до вечер ја кажува Исусовата молитва. Господи Исусе Христе, помилуј ме мене грешниот. Господи Исусе Христе, помилуј ме мене грешниот. И ова, кажи го цел ден. Ја ти гарантирам, не можете ни 20 минути да издржите, ќе ви побегне умот. Но со долготрајно вежбање ќе стане. И кога со долги години, со долготрајно вежбање, секој ден само тоа го правиш, кога ќе заспиеш, тоа се случува. Ама што ти останува од тебе? Тогаш останува се од себе, затоа што тогаш твоите мисли веќе не припаѓаат на оној хаос, туку се соединуваат со Бога. И сихастите се чудото на денешницата. Сигурно една шака ги има, не верувам кој знае колку ги има. Така што, оној што се занимава со световен живот, искушенијата му се многу тешки, а и многу лесни. Јас викам дека секој оној извитоперен ум, ствари не викам јас, лажно ќе биде ако јас го кажам, бидејќи тезата е на Фройд. Фройд кој се соочувал со психопати, со социопати, со луѓе кои уживале просто во вршење тешки криминали при убиства. Не само да убие затоа што ужива да убие, да одземе живот, туку и да го жив да го сече, да му ги вади органите и така натаму. И се вика, ако неговата подсвест и перверзија тоа со задоволство го примаат, а кај 99% од луѓето тоа ќе биде траума, дури и кај истренирани, високо морални, најпрофесионални, врвни стручњаци медицински не им е лесно. Па дај да го направиме тој хирург, ако веќе сака рацете да му се во човечко месо и тоа го исполнува, направи го хирург, бар нека спасува животи. Не, темава не можеме да ја дебатираме. Ја можам да исфрлам како многу радикална, крајно невоцрковена, крајно демонска. Ама светов, знаеш како, балансира меѓу два света. Меѓу горе и меѓу доле. Затоа и имаме шанса за спасение. Сеќавање. Една од најлошите работи кои ни го кочат животот, а без кои едноставно не може да функционира. Еве, дури научно-фантастични филмови велат дека, луѓе што ги контролираат, им го контролираат умот како во Матрикс, па ги ставаат, па им прават виртуелен свет, мораат да имаат некакво сеќавање на нешто. И тоа да биде малку и несовршено, за да може да живее понатаму. Но, носталгијата е најголемиот кочничар. Нема стар човек кој ќе го сретнете и кој ќе рече дека е среќен и задоволен од животот. И то, пазете сега, тие психолози, психијатри,
испитуваат човек кој е здрав во своји 60-70 години, кој има прекрасна фамилија, деца, внуци, правнуци, материјално осигурен, ништо не му фали, ужива во животот. Не. Порано му било поубаво. Тоа е носталгијата на младоста, кога не си имал одговорност, броени години, стравот од смртта, немањето вера и така на. И најчесто тоа се трансмитира преку јад, чемер, намрчена фаца, иако ја мислам дека старите луѓе, мои врсници што ги сретнувам на улица, нивните ликови се они не се намрчени внатрешно, туку ти се опуштаат мускулите. Ја често тоа го користам, векам, ја кога, например, разговарам со некого и го слушам, и мислам дека се смеам, јас сум уствари ваков. А ја имам чувство дека сум многу напор. Со години се опушта мускулатурата. Не се. И тоа е голем проблем, велат научниците, дека старите луѓе затоа и брзо стареат, затоа и оболуваат, оти внатрешно не се задоволни, среќни. Може би стравот од смртта броени години, но и од незадоволството од сегашното. Порано било поубаво. Да седнеш, треба да ги... Значи, можеш да ги седнеш. Можеш да му покажеш и докажеш дека сега има многу поквалитетна храна, дека животот е многу подобар, дека здравјето е многу поквалитетно, дека има подобри лекови, дека многу работи можеш да му ги докажеш емпириски. Што не чини правда. Ајде да видиме правда. Ти ќе му изведиш 30 од негово време, 30 правди, 30 неправди и ќе свати дека процентуално тогаш имало повеќе неправди или нееднаквости, ајде да речеме, нели во тоа време. Тоа прави да постарите луѓе не се среќни, не се незадоволни. Кога да се сретнат, ќе поразговараат, ќе ги испријат политичарите, фудбалерите, спортистите, таксистите, сообраќаат, градоначалниците, 3 лепеси материне све ќе отераат и после на крај ќе се сетат како све било добро и како идат наназад, само Хитлер речено. Добро. Не постои рецепт, нити некој ќе ви го даде тој рецепт, како да си го средиш умот и да бидеш среќен, бидејќи среќата сите мислат дека зависи од надвор, од кешот, од парите, од ова или од она. Не. Среќа е состојба на ум и дух. А кога имаме ум и дух, тоа е умно, сречно. Единствено што постои на планетава, за жал, повеќето религии, дури христијански, не го препознаваат. Затоа православието е вертикала. Све е друго хоризонтала. Све е друго формализам на читање, на зборот, не бе, друже. Ама дела ово, не бе, друже. Ти овде што имаш. Дали ова овде е споено со ова овде? Бидејќи ние, што е во душата, во срцето, не го спојуваме со мозокот. Умно, срдечно. Срце, дух и глава. Што значи тоа? Радосна тага, тажна радост, секоја крајност е шизофренија и у тој баланс, бидејќи и умот и срцето не се во баланс. Душата е нешто сосема поинако. Не за неј треба храна, не за неј треба... Вика, душа ме боли. Не те боли, бе, его те боли. Душата ништо не ја боли. Душата ја боли само гревот. Кога пцуеш, кога лажеш, кога сведочиш лажно, кога крадеш, кога обљубуваш, тогаш душата страда. Затоа ги имаме 10 закони, за да ова што ни е дадено не е ни твое. Џони, не е ни твое, дадено ти е. Колку е убаво што сум јас. Ама ти тоа што си
Не си се изродил сам од себе, сам по себе. Ти си дар у овој универзум. Ти треба да видиш како, мислам, најголемото онтолошко промашување е да си несреќен. Ама види, имам пријател кој има тешка болест и е постојано во болки. Како он да биде среќен? Никако. Не знам. Но само знам дека него Господ повеќе го сака од мене, кој ништо не ми фали. Ние сме народ кој се викаме дека сме православни и кој викаме тој умре, ете Божја казна. Тој пострада, тој што страда, тој што му е лошо, тој што е повреден, тој што настрадал, тој што пострадал, тој што е во болка. Таму е Господ. Преку страдањето човек се спасува, бидејќи ова е. Скоро бевте на некој кога отиде човеков? Па кога ќе се сетиш, леле човече, кога помина? Кога беше ова? Боже, кога се запознавме јас и ти? Одамна беше. Ама тоа е така. А у себе, кога ќе го завртиш малку филмот, вчера беше. Пазете, времето е сосема поинакво кога веќе го имаме во сеќавање. Таму не е реалното време кое го имаме 3D. И тоа е една бледа сенка на вечниот живот, кога се она што е добро, убаво и Богом дано и кога е благословено од Бога, ќе коегзистира како наша личност за веки веков. Тоа ќе бидеме ние. Кога ќе заминеме, ние ќе мораме конечно да се откачиме од сите оние страсти. Жени, пари, храна, помисли, дела. Сакале или не? Ако не можеме, дубоко, а казани не крчкаат, брачо, да ти кажам. Ја затоа искрено верувам дека сите ќе се спасат. Ама ова го зборам од љубов. Затоа што ја не можам да согледам како Бог ги согледува сите овие работи. Сеќавање и носталгија. Имам еден документарец во кој се појавувам, снимен 1991 година. 1991 година јас бев диџокеј во МНТ. Овде сум во Соборниот храм, скоро отворен, каде што, да се помолам, попладне. Појма немав ни литургија ни ништо. Тргај. И тогаш дебел и сега само коса до тука. Како? Мислиш чизмите? Па каубојска чизма. Ја цел живот носам каубојска чизма. Тоа ти што си шабан, само у патики идеш и искачеш, тоа е твој проблем. И да знаеш дека е твој проблем. Бидејќи не може секој таков селјак да биде по цел ден само у патики да иде. Има господа, кои носат кожни, каубојски шпиц со мамузи, чизми, кои се само за фраери, а не за шабанчиња кој тебе у патичиња. Ема таа штранг. Да беа тие фраерски, ќе носеше и Елон Маск. Елон Маск носи каубојска чизма. Елон Маск 1000 милиарди тежи. Твој тежи 50 евра. Океј. Ова е едно од најретките документарци, еден од најретките документарци направен за Македонија. 91 година ние сме, Југославија е во војна, Југославија е распадната,
блокада од Грција, а ние со надеж дека барем ќе живееме како во Југославија. И тоа, пазете, знаете ли што се памти од Југославија? Времето на Анте Марковиќ, а тоа е се само не онаа Југославија. Анте Марковиќ не отвори како пупка. Тој единствен не отвори како пупка. Го остави слободен пазарот. Дечки, што сакаш да работиш, повели работи. Увезувај, продавај, препродавај, терај бизнис. Тие години, крај на 80-ти години се најубавите, зборам, најпросперитетни години во смисла на бизнисот. Затрепка сликата, ќе ми рекне камерата или ја, или мене ми трепка, и јас сум... Документарецот го прави белгиска телевизија, која сосема случајно ја сретнувам, доаѓаат кај мене у кабина, каде да купиме виски, каде беа сместени во Гранд Хотел. И преку мостот им беше дискотеката Маната, како и секој, ајде, бојром, ова, она, ваму и таму, се запивме, се ова, се она. Дали можеш да ми помогнеш нешто? Што да ви помогнам? А вика, со народов збориме, политичари, они се сретнале со се, ќе ги видите. Но никој не можел да ги однесе во ниедна црква. Пробав да ги однесам у Света Петка, за жал, закатанчени беа тогаш моиве свештеници, не, у соборниот храм, у соборниот. Бидејќи тогаш не отворен соборниот храм, па посветување, па тој да се промовира, па Македонија да ја прикаже и МПЦ, ово, она, а они се одушевија кога влегле стари икони таму зачадено, закадено и така натаму, одушевени, може ли таму да снимиме? Демек, пар збора за верата, затоа што ме видоа дека носам крст, носев сребрен крст, а у тоа време сите партизани беа, сите беа со петокраките, и зошо носам крст, дали сум верник, викам, па мислам дека сум верник и така натаму и така натаму. Се сеќам, слушај, документарецов го гледа прв пат кај мене на гости Горан Трајковски, кумот мој, а он до тогаш у црква и певница, и причест, и литургија, докторирано. И ме гледа вака, и вака прави. Викам, горе, проблем? Не, вика, се е, добро. И таа касета, толку ми беше срам, од што не знаев да се однесувам ни у црква, затоа што Fire Disc Jockey. Ова е годината кога мојот духовник се подготвува за враќање. Годината кога јас влегов по дискотеки, се симнав у подруми, Дедо Наум замина на Света Гора. И таму се замонаше. Остана 8 години и се врати. Го возобнови монаштвото. Он го возобнови. Он отиде нагоре, ја отидов надоле. Шизик, фраер, дисџокеј, пушта музика, женски, пари, она. Он кога дојде, а ние сме врсници, а сега ми е татко. Со големота. Ја го гледам, знаеш, она, као да сретнуеш, кога ќе сретнеш дух, некој со таков поглед кој не знаеш дали е тука или од некоја друга димензија те гледа, а ништо не знаев тогаш. А ја со висок притисок, со нервен слом, со напади на паника, али женски пари, шема бе, ваму, таму, Грчка, Лондон, секде бевме, феноменално беше. Документарецот покажува, трае околу 1 час, белгиска телевизија,
кој покажува многу сегменти, еден силен оптимизам на народот македонски по самостојувањето, надежи, кои ја мислам, нити се промашени, нити се напуштени, но имаме глас како никогаш до сега за се што не чини да се побуниме. Радујте се, луѓе, голема награда не чека. Огромна награда. Радост. Смртта ни е победена. Добри сме. Живи сме. Ке не биде. А се она што не ни се допаѓа. Знаете како? За 10-20 години никој нема ни да го спомнува како момент, па макар и најголема трагедија било. Ова би истрчал на некоја ливада како оние холивудски филмови кога трчаат и пеат оние мюзикли. Life is beautiful, I see you. Биш. Квентин Тарантино. Океј, супер. Поздрав, драги мои, и гледайте го овој интересен документарец кој нигде го нема, никој не го пушта, ама ета ја успеав да го сочувам, го имам на мојот приватен канал, па еве го споделувам и со вас. Bon voyage, mon ami. Македонија, последниот мир. Лесно се ориентира овде на водно. Обично, овде ти е исто. Остаму ти е Бугарија, па потоа се спушташ полека на југо-исток, кон југ, кон Грција и продолжуваме понатаму на Грција. Го фаќаме југот и идеме кон југо-запад, запад кон Албанија. Од тука идеме на северо-запад, и север идеме кон Србија. И практично Македонија се граничи со 4 други држави. Нели уствари ти порано многу сакаш да идеш во Грчка и стално идеш во Грчка на одмор. И како сега тоа се промени уствари? Кој не сака да иде во Грција? Ние одавме 20 години, може би и повеќе, во Грција секоја година. Бевме како некои гастарбајтери, со цела година работиме овде, во Македонија, а одиме на годишен одмор во Грција. Тоа си беше како наш крај. Топло море, топли луѓе, гостопримливи и добри. И секоја година ни беше таму убаво. Никој, ништо, никакви проблеми не постојат. Skopje, 700.000 inwoners. Скопје е град со 700.000 жители. Во него се разбира претежно живеат македонци, но не и во старата чаршија, каде што превладуваат албанци, роми, турци, власи и припадници на други националности. Voor wie het niet mocht weten, Ако не сте знаеле, францускиот збор маседоан, што се употребува за мешан зеленчук или овошје, потекнува токму од овде. de eerste van vele Првото од многуте турски кафиња го пиеме дома, кај родителите и братот на Валентина Георгиева, која допатува со нас. Таа веќе 8 години живее во Белгија, а за сето тоа време само неколку пати била дома. Пред Нова година беше, за Нова година. Не. Да.
Од тога на вистина многу се промени ситуацијата од зимот како беше. Во тоа меѓувреме цела Југославија влезе во војна. Но тога уште нешто немаше толку. Беше само Хрватска во војна. Да, добро, сега и Босна. Сега влезе и Босна и сите. Единствено, сва среќа е што сега Македонија не е зафатена, барем до овој момент не е зафатена со тој војниот пожар. People fear that situation could spread to... Дали сметаме дека оваа ситуација може да се прошири на Македонија? Па да, стравот се шири како бранови предизвикани од камен што се фрла во мирна вода. Брановите се прошируваат. Во Босна, во Србија, во Хрватска се води војна. Стравот дека тоа може да се случи и овде, полека се шири како брановите. Но сепак сметам дека луѓето овде се уште не се толку зафатени од такво судило. But still, people are not caught by that madness. Do you like about Дали ви се допаѓаат разновидноста, мешовитоста на луѓето што живеат во Скопје? Да, се разбира. Но вие се чувствувате македонец. И јас сум роден македонец, тоест во семејство чија националност е македонска. Но јас не се чувствувам македонец, ниту што било друго. Не се идентификувам со ниедна нација. Дали се осеќате македонци вие или... Ја да ви кажам, не знам кој како. Јас пред се би рекол као Монтеске. Јас пред Монтеске, францускиот писател. Тој вели, јас сум пред се човек, а потоа само случајно сум французин. Јас викам исто така. Јас сум македонец, оти така сум воспитан. Ние сите сме последица као национална припадност, сите сме последица на едно воспитување. Тука е истината. Па кој е денеска толку чист као национално? Грците и македонците и србите се еден добар народ, така гостолюбив, дружелюбив народ и племенит. И ја не знам кој ѓавол им влезе сега да ги зафати тоа омразата. Не знам, политичарите се криви. Ништо, никогаш да се наситат од пари. Бога ми те вика, ништо. Ги растури народите, па ние живеевме добро тука. Кој знае некои економски интереси се веројатно го прашање? Па економски интерес и тука е грешката, видиш новија простори на балканските простори што тие подпаднава под комунистичките режими во свое време и прекинава една долга традиција на овие народи што има и религија, и култура, и се подреди на комунистичката идеологија, да ги гледаш црквите се празни, не вршат обред, друга се прекина традицијата, културата на еден народ. Еден народ е изманипулиран во ова време. И затоа дојде до тоа, можам да речам, луѓето го изгубија Бога во себе. Зашто да се доведе ситуација да има пример инцидент? Која националност? Да кажеме Вие сте албанец? Да, И тој е албанец? Пепси е македонец. Дали добро живеете заедно албанците, македонците, турците? Да. Едноставно луѓето стануваат поосетливи на истите ствари што некои се случуваат денес, увото е понаострено за тоа. They get more sensitive on negative Јасно, такви вибрации има во воздухот. because they are floating in the air. Она што некојаш би било речено на шала, денес се слуша со малку по-отворен угол. Maybe something with what you say in now people take it more serious. Освен тоа и добар тест за тежината на луѓето што овде екзистира. Како ќе се одржи? For each individual, how he can exist here because it's dead. This place is not
place for Ovo je mjesto za politički razgovori. Nije, ne vodime takvi muabeti. Not very often. Oko surovo, no neizbežno je. A little bit rough, but Ne možeme da pobegneme od toga. it's inevitable. Ne može da se zapre. It goes like that. Никој не може да го спречи пукањето во Сараево. In Sarajevo, you can't stop Сите them. партии велат дека сакаат прекина огнот, но не прекинуваат да пукаат. Everybody say, all the parties say, stop shooting. They don't stop. They say, we stop shooting, and they're not stopping. there is a returning to the church. Присутно е повторно враќање кон црквата. Предходниот систем не дозволуваше пропаганда на црквата, не го одобруваше верувањето во Бога. You know, the basic Основното нешто што го имаме ни е верата. Неа ја носиме во срцата. Таа е длабока и it's интимна. very emotional, it's very intimate. Is this nice little Дали овој cross you убав wear, крст is this што го носите е демонстрација на вашата вера или пак го носите за мода? Не, го носам ни за мода, ни како демонстрација. Го носам поради тоа што верувам. Тоа е мој символ. As a matter of fact, Вака ги изразувате своите религиозни убедувања? your religious conviction. Не сакам никому да ги покажувам. Некогаш го носам однадвор, некогаш внатре. Sometimes they're very Тоа не е важно, има луѓе фанатици, тоа е погрешно. doesn't matter. Историјата кажува дека многу луѓе умреле во името на Христа и црквата. There is a people you know, Јас не верувам во тоа. Не верувам во насилство и убивање. shows that Не верувам во лошите работи што ги прави човекот. I don't believe in violence. I don't believe in killing. I don't believe in bad things men can do. I'm proud to be Macedonian. It's Се historical гордеам што chance сум not for македонец. Macedonia, Ова е but for историска Balkan, шанса for да the се world. разреши прашањето за Балканот, не само за Македонија и за Балканот, туку и за светот. Ако Европа не ја признае Македонија, ќе се јават апетити за уништување и разделување. Destruction and for separation. Но верувајте, Европа разбира едно нешто за оваа земја. Europe doesn't understand one more. Овие мирни луѓе можат немо да трпат се додека не се преполни чашата. Can wait. Тогаш Silence. ќе се пролее многу крв, но не сакам да зборувам за војна. Sharing the- Не верувам во војна Not talk- I don't и не want to верувам talk about дека it. се I случи don't тоа. believe in war. I don't believe that will be happen. Има луѓе да разлики, знаеш, сигурно. Там много луѓе. Па има, сигурно, секако има луѓе. Сега многу повеќе се празнуе, многу повеќе луѓе доаѓаат него. Да. Кажете ми за тоа? Па, народот, види, напред комунизам беше, сега е Да. демократија и слободно, кој сака може да дојде. Вратата е отворена за секој. Понапред беше... De geschiedenis van Macedonië is de geschiedenis van... Историјата на Македонија е историјата на Македонската православна црква. Тоа свешениците овде со задоволство да истакнуваат, а и вистина е. Посебно во тешките моменти од македонската историја, црквата се стави во улога на заштитник на македонскиот идентитет.
Неволите пак не биле малубрани. Повеќе од 500 години турско робство, неуспешни востанија, 2 балкански војни, чија последица била поделбата на Македонија меѓу поголемите соседни земји. Црква на народот, но и државна црква денес. По падот на комунизмот, може би повеќе отколку кога и да е во минатото. Затоа понекогаш се чини дека и црквата во ова распарчена Југославија се качува на барикадите. Не се согласувам со некои мислења, според кои војната се води меѓу католиците, мусулманите и православните. Сметам дека тоа се националисти и екстремисти. Јас сум православен и ги почитувам 10 Божји заповеди, меѓу кои и она да не се убива. Според тоа, црквата не можела да ја започне војната. Вие сте и пацифист. Да, но ако некој пак сака да ја подели Македонија, тогаш народот ќе мора да се бори. А вие како свештеник ќе бидете со народот? Да, се разбира. Секогаш. Далечност не поголема од 500 метри, во еден друг храм во Скопје е собран многу народ, не помалку од оној во црквата. Попладнево се сретнавме в црква, а сега во диско, дали е истиот човек? Да, истиот сум. Сосема ист. Традицијата наложува во црквата да се почитува моралот, но и во црква, и во диско, каде што работам, длабоко во себе го носам истото чувство. Радоста, веселоста. Ја сакам оваа работа. Сакам весели луѓе. Сакам кога тие играат. И самите го гледате тоа. Недалеко од овде, на околу 300 километри се води војна. Умираат луѓе. Не знам. Сите луѓе овде знаат што се случува во Југославија. Се плашат војната да не се прошири во овие краишта. Се однесуваме како што треба да се однесуваме. Ја вршиме нашата работа, го чуваме мирот, го правиме она што треба да го правиме. Фактот што војната може би е и пред нашиот праг предизвикува длабока огорченост. Има една песна, цела Југославија игра рок-н-рол и сите ја пеат во Хрватска, во Србија, во Словенија. Беше многу популарна во Југославија пред неколку години. Се уште се пеат тие песни. Им се допаѓаат на луѓето. А тоа кажува нешто дека во минатото не живеевме толку лошо. Но нешто чудно влезе во нашите срца, станавме агресивни. Мои поранешни пријатели од Белград и Загреб стануваат националисти. Се слушаме по телефон. Тоа не се истите луѓе. Војната ги менува луѓето на полошо.
Кој го започна сево ова? Кажете ми вие мене. Terwijl de discojeugd zo tegen... Додека диско младината околу полноќ почнува да пее македонски песни, архиепископот го најавува Христовото воскресение. De hergeboorte van Macedonië. Новото раѓање на Македонија, вели тој, ги исполнува нашите срца со радост и надеж дека малата Македонија ќе го добие своето заслужено место меѓу народите. Тој е силен одраз на барањето меѓународно признавање. De Albanezen op de Balkan. За време на отоманското владење, албанците масовно го прифатиле исламот. Како националност со најголема стапка на прираст денес, во Македонија нив ги има околу половина милион. Имаат доволно џамии, но социјално тие заостануваат. Во државните служби и на универзитетите се представени со мал број. И покрај тоа што еден од тројца жители во Скопје е албанец, овде постои само едно средно училиште на албански јазик. Не е разбирана како се треба демократија. Тоа е најбитно. Иначе во Македонија нема да се ратува. Нема многу нации. Прво се знае македонци, после албанци доаѓаат по множинство. Да. И треба тоа да се додели на тоа, а нас не навија со циганите и со соединение со ромите. Како? Како може тоа? Како може тоа? Еден албанцинско ние како постои од... Да, да. Ако се на предвид, во Балканот најпрво тие илирите, а ние се тие илири. А дали се потучени за друга работа? Тоа е наш проблем. А ние постои први во Балканот, ние постои пред Рим. We rijden naar het grensgebied Се met движиме Albanië. кон граничната област со Албанија, по селата во околината на Тетово, средиштето на албанците во Македонија. Овдешните жители се изјаснија на референдум, што официјално не е признат од владата во Скопје, за политичка и територијална автономија. Македонија. Во Македонија, почнувајќи од Скопје, од двете страни на патот, од Тетово до Гостивар кон Дебар, повеќето села се чисто албански. Овде има големи албански села, можеби најголеми во Република Македонија. Што се однесува до Скопје, 90% од селата околу Скопје се албански. Пред еден месец наша делегација престоиваше во Брисел и беше примена од одговорниот во НАТО за цивилни прашања. Тој изјави дека ние сме единствената нација која што изразила желба и сака да живее заедно со другите. Јавноста мора да го знае тоа.
За разлика од другите краишта од бивша Југославија, каде што во моментов тоа оди потешко. Да, но не и за нас овде. Не гледаме проблем во тоа што живееме со други. Тука сите се албанци. Нема македонци, нема срби. Сите се албанци. Муслимани сме. Име џамија. Овде нема црква. Сите сме муслимани. Кога ќе има избори, дали ќе гласате за албанска партија? Да, за партијата, за ПДП. Партијата на господин Халили? Да, Невзат Халили. Овде нема дојдена, прва екипа. Од телевизија никако. Ние смо сакаме да дојде, да не да распрашува како, што, али нема дојде. Но постојат и албански националисти, кои би сакале албанците да бидат сите во една Ама тоа испаѓа по инициатива на некој. Се мисли то така, али тоа не е така. Ако албанец бара право да биде равноправен во власта, во работа, во сите профили на животот, тогаш тој албанец се етикетира со најпогорните зборови. Националист, терорист, шовенист, иридентист. Тоа значи, ако ја барам сега да се школувам на свој мајчин јазик, јас сум иридентист. Нема везе со иридентизам, тоа е чиста пропаганда. Во тоа работа. Иначе, националист, национализам знае. Ако, например, јас сакам само ја да живеам, другите да умрат, тоа е национализам. Или да владам на другите. А ние не бараме да владаме, ниту да само ние живеме, него ние бараме да живеме заедно, равноправни, во сите профили на животот. Али баш за тоа што тоа бараме, затоа сме националисти, сме иридентисти, и шовенисти, сепаратисти, šta ti ja znam. Едно мора да е јасно, дека земјата им припаѓа на луѓето кои живеат таму, на оние чии гробови се наоѓаат таму. Никој не може да ги натера луѓето да ја напуштат. Ниту албанците да ги натераат македонците, ниту македонците албанците. Не сакаме да ги менуваме границите и да создаваме нови. Сакаме да ги избришеме постојните. Сакаме Балкан без граници. Сакам да ја доживеам таа среќа што ја имате вие, да одите од вашата земја, Белгија, во Швајцарија или Холандија и никој да не ве запре на границата. Сакаме Балкан без граници, кој ќе биде дел од поширока Европа. Aan de grensovergang in Debar. На граничниот премин кај Дебар, веселбата се ближи кон крајот.
По втор пат за време на викендот, границата беше отворена за албанците од соседна Албанија. Илјадници ја искористија оваа можност да ги посетат своите сонародници во македонската гранична област или едноставно да излезат, да разгледаат. Кој не сака по 45 години затвор да излезе надвор? Меѓутоа, ови што се дели на овие два држави, ова 18 година ова наметнато. Меѓутоа, пред 18 година ова место е бидено албанско место. За кое место мислите? За Западна Македонија. Тоа албанско место и Косово и тоа е едно место е бидено. Пред 18 година. Мислите дека овие треба Во да се 18 година ова граница овде е наметнато без никакво оружје или метна. Меѓутоа, од тога што овој народ не бил свесен или школувани и затоа е тоа наметно од европското нелогично. Мислите дека треба да се спојат овие сите три делови? Не, тоа зависи, не е битно дали да се спојат. Барем и така сега се зборуваат дека Европа е веќе без граници денес. Без граници. Tegen de avond lijkt iedereen weer Приквечер netjes изгледа сите teruggekeerd. послушно се враќаат во Албанија, Европскиот дом за сиромашни. Зашто го почитуваат највише Господа? Што највише за него? Затоа што бил он идеолог, го водел македонскиот народ. Еве видите, овие три камена овдека, три камена, првиот, вториот и третиот, се идеите на Гоце, кој сакал Егејска, Пиринска и Вардарска Македонија да ги обедини во едно. Тоа се идеите на Гоце. Мислам како човек, како патриот, како се. Мислам не како македонец, него воопште како светски човек, како што беше покојниот наш драг Тито, така и Гоце е ценет во Македонија. И секој пут на без разлика е македонец, прво доаѓа тука да го посетува Испанија. Значи, ден денеска и посебно, може би сега во овој историски момент, повеќе луѓе, се повеќе доаѓаат. Да, се повеќе, поготово диаспората што се македонци, овие лоби се пространство, таму се они обавезно тука. Прво што секој путник наmerник тука доаѓа, бидејќи тука се лежи историјата на македонскиот народ. In de Goce Delchev school. Во училиштето Гоце Делчев во Љубанци, младите на ВМРО, најголемата партија во Македонија, присуствуваат на свечената седница. И покрај тоа, што новата партија го презете старото име на револуционерната партија од 19. век, тие велат дека немаат претензии за голема Македонија. Председателот на партијата сака пред се работите се доведат во ред во неговата татковина Македонија. Ние тука мораме да ги укажуваме тие моменти, да ја разбиваме таа се уште затворена свест. Дека ако од една страна имаме идеја на една самостојна македонска држава, и од друга страна имаме идеја на една унитарна социјалистичка федеративна република Југославија, олицетворена во името на Јосип Брос Тито, во 45 години ги уништуваше сите они говореа на самостојна Македонија, и да тогаш Дали можете нешто за него да ни кажете? Па, ова е грбот, овој грб датира негде од 15 или 16 век. Тој е историски македонски грб, за разлика од досегашното комунистичко знаме и комунистички грб кој ги носме. Ова е историскиот грб. И овој грб, односно ова знаме, се забележува во сите востанија кои ги кревал македонскиот народ против Турската империја, против
другите завојувачи на територијата на Република Македонија. И во таа смисла сметаме дека ако низ вековите овој историски грб се повлекува, треба денеска кога го минуваме старото комунистичко знаме, а се надеваме дека што поскоро време ќе биде, да дојде некој историски национален символ кој има традиција кај македонскиот народ. Why do I see everywhere the picture of Зошто насекаде има слики на Гоце Делчев? Затоа што тој е најголемиот син на Македонија. Тој е национален херој. Како Гарибалди во Италија. Тој умре за нашиот народ, се борел за нашите права. Сме биле под турско робство и сме се бореле за независност на нашата земја. Неговата партија се викала ВМРО. Грците велат дека ВМРО е терористичка организација, но ние сме демократска партија. Не сакаме војна, сакаме единствено мир. Сакаме да имаме независна држава, но не со војна. Ние сме миролюбива партија и никогаш не би ги повеле младите во војна. Само во случај да ве нападнат. Да, ќе се браниме. Како Ира во Ирска, ета во Шпанија. Сакаме се да се разреши на мирен начин, преку разговори, но ако другата страна не нападне, ние како и секој друг ќе се браниме. Не сакаме да умреме млади, но не можеме да ја дадеме нашата земја. Тоа е се што остана од неа. Низ историјата, Македонија била голема. Сега таа е поделена на 3 дела. Едниот дел е во Грција, другиот во Бугарија. Ова е се што имаме и тоа е се што сакаме. Се бориме единствено за правата на македонците во Грција и Бугарија. Тоа е се, но грците го сакаат овој дел. Била дека историски гледано, ова е нивно. Но историјата вели дека ова е Македонија и дека таа и припаѓа на македонците и на никој друг. If there is one thing which strikes me always when I'm here, Секогаш кога доаѓам овде, ме вчудовидува тоа колку луѓето се навраќаат на историјата. Преокупирани се со историја, со судири од минатото, со идентитет, со што кому му припаѓа. Тоа нема да оди лесно. Не воопшто. Токму поради тоа мораме да се свртиме кон иднината, да го оставиме минатото зад нас и да се свртиме кон иднината на мир и соработка. Ако има нешто што Балканот произведува во огромни количества, тоа е историјата. Од историјата на Балканот ќе видите дека ни еден народ што живее овде нема да ви каже дека историјата била добра кон нив. Сите сметаат дека многу загубиле. Затоа мислам дека навраќањето на историјата нема да ги разреши нашите проблеми. И повторно ќе речам, треба да се свртиме кон иднината. Како што западноевропските земји го сторија тоа по Втората светска војна.
Van Skopje naar Griekenland is Од Скопје до Грција има околу 1 час возење со автомобил. Ова е граничниот премин кај Гевгелија. Als burgers van een EG-land. Како жители на земја членка на Европската заедница, за нас овој граничен премин представува чиста формалност. Но се јавува еден проблем. Omwille van haar geboorte. Поради местото на раѓање, Валентина е сомнителна личност. За грците, македонци како националност не постојат. Sofia? Sofia? Eh? No, from Belgium. Birthplace. What? Birthplace. Me, I'm born in Skopje. Skopje? Yes. She's Belgian, she lives. Okay, nationality Belgium, but the birthplace is from Skopje. Birthplace. Birthplace. Skopje or Sofia? Skopje. Skopje. Ik ga naartoe rijden en ze willen toch eens naar het materiaal kijken. Maar het zal verder geen probleem zijn, denk ik. Hier een beetje verder rijden. You know, I was in the... Јас бев член на комитетот што ги подготвуваше демонстрации. Ова е улицата Александар Велики. Демонстрациите почнаа овде. Постојано беше полно со народ. 100.000. А се проценува дека дојде околу 1 милион луѓе. Што точно сакаа да покажат тие? Да го изразат својот став дека Македонија е слободна и грчка. Αυτή την έννοια η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει καταστήσει ηθική επιταγή για τη σχέση και την προστασία των μελών της. Би сакале македонците од Југославија да се викаат поинаку? Да, точното име е Дарданија, бидејќи старото име на местото каде што живеат тие е Дарданија. Имаат дел од Македонија, но тоа не е доволен изговор да ја присвојат цела Македонија под ова име, бидејќи Македонија значи Грција. И самите можете да го видите тоа. На кој било пазар овде и во кое било село во Македонија. Можете да одите сам и да ги прашате луѓето што мислат за Македонија и за Македонија на Глигоров. Сметаме дека тие се кратци кои сакаат да ја украдат нашата историја, а ние нема да го дозволиме тоа. Είναι η βελγική τηλεόραση και θέλει να σας το ρωτήσει για τη Μακεδονία. Τι γνώμη έχετε για το πρόβλημα που ανέκυψε και τι νομίζετε για τους Σκοπιανούς. Άμα τα πούμε όπως θέλουμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε. Ναι, βέβαια. Είμαστε στον αέρα. Τι πρόβλημα έχουμε. Το πρόβλημα μας είναι ότι η Μακεδονία είναι πάντα ελληνική και θα μείνει ελληνική. Η Μακεδονία θα μείνει ελληνική. Македонија е Είτε το грчка. θέλουν είτε δεν το θέλουν. Ако треба да се борам, ќе се борам. Και αν χρειαστεί, όχι μόνο θα πάρουμε τα όπλα για να τους πηδήξουμε, αλλά και εγώ δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Για τη Μακεδονία και τα Σκόπια. Η Μακεδονία από αρκετά των χρόνων είναι ελληνική. Δεν έχει καμία διεκδίκηση. Τα Σκόπια δεν έχουν καμία διεκδίκηση στη Μακεδονία.
Και όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, είναι μία και είναι ελληνική, ελληνικότατη. Σε υπερθετικό βαθμό ελληνικοτάτη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ανατιμηφίλιο. Τι θα κάνετε, ρωτάει, αν αναγνωρίσουν τα Σκόπια. Αν αναγνωρίσουν τα Σκόπια, τι θα κάνετε. Θα τους πολεμήσουμε με κάθε τρόπο. Θα τους πολεμήσουμε με κάθε τρόπο. Όλα τα μέσα. Με όλα τα μέσα. Και πολεμάνε. Όλα τα μέσα. Και θα βγουν απάνω. Είναι από πού είναι αυτός ο κύριος? Εγώ είμαι Βέλγος είναι. Βέλγος. Είμαι 74 χρονών. Άμα γίνει ένα τέτοιο πράγμα, θα πάω. 74 είμαι. Θα πάω. Θα πάει, ρωτάτε. Професорот Врицион организира ручек за нас со неколкумина од неговите студенти. И тие учествувале во организирањето на февруарските демонстрации во Солун. Пред се, тие сакаат да ни укажат колку биле спонтани демонстрациите. Може би имале согласување, што ти речам дека единството е национална одлика, но во време на голема опасност, ние сме единствени. Мислам дека низ историјата сме го докажале тоа. Their politicians, but in times of big danger, we're united. And Тоа го покажа солунските демонстрации. Тоа е национална карактеристика и јас како гркинка се гордеам со тоа. Кога веруваме во нешто, веруваме целосно и подготвени сме да се бориме за тоа со сите средства. За ова прашање сите грци од север до југ сме единствени заради нашето име, традиции и националната свест. Од Солун одиме на запад, во околината на Лерин, Флорина. Во селото Лофи договоривме средба со неколку грци што зборуваат македонски. Селаните не се признати како словенско малцинство. Официјално, тие се грчки државјани кои како јазик зборуваат дијалект сличен на бугарскиот. Цел ден не следи грчката тајна полиција. Зашто се плашите, викат? Вот јас, ке тој туа, ке бегате ви, ке тој тоа надре, оти тоа, ке не пишува само и се ке уништува се. Ке уништува се. Ке уништува се. Als wij hier filmen en zo verder, en we gaan weg, komen en ze zullen een restaurant sluiten en ze zullen hem straffen. En we zullen gewoon dingen vinden, eigenlijk die iets anders vinden en zeggen van dat is fout en dat is fout en zullen hem straffen. Ние за нашу државна работа, тоа още потешко. Ja. Hier de sprake over de Straße spreken? Дали може да зборувате на улица македонски? Ja, keine Probleme. Die Straße, das ist schlecht. In Gestern, ne? Da kommt die Polizei her. Die Polizei her und sagt, was ist das? 20.000 Mark. Sag mehr. 50.000 Mark. Das ist ganz schlimm. De hele dag zullen we Griekse veiligheidsagenten... Познати се случаи кога македонците биле интимидирани поради нивните контакти со странци. Сепак во Лофи немаме впечаток дека сме во посета кај терористи.
Toch hadden we in Lofi niet de indruk bij bommenleggers op bezoek te zijn. Ние со грчкиот народ. Имаме живено, имаме научено. Не го мразиме ние грчкиот народ. Па ниту грчката култура не га сакаме да велимо ти, знаеш. Тоа што ние велимо ти можеме да живееме со грчкиот народ во оваа држава, само ама да ми се дадат тие права што треба да ги има еден човек. Права да зборуваш на език и не го да зборуваш, тоа е едно, ама еден јазик за да може да се задрже како јазик, треба да се учи на скујле. Едно луѓе, ако не го копаш, ќе дое по години, ќе застане да родува. Ќе го полупат тавјата и тавниот. Тоа е само грчкиот го остават тука да слободно. Македонски език не го остават по скујлина, по цркви, по така. Ние се лафиме, кога ќе одиме во црквата, ми го најдем по македонски. Ама попа и тие само по грчки ги остават. Кој ќе си псалват? Кој ќе псалват на црквата. А дома кој јазик го зборувате? Дома, кој јазик? Дома е по кафани се македонски јазик. Ние на прво сакаме ден денес да добиме вој политичија павхај дека е за многу години овде и дека имаме ние луѓе, бедовци, чичковци во Скопје, во Канал, да имат право да се вратат. После сакаме да си имаме нашиот език по скујлината да се учи, по гимназијата, нашата музика да се учи, нашето ово, например, пуштеното да се научи кото пуштено, не като литоц. Елено момент, не като елено крови. Така. Агентите се уште не следат, додека младите селани не водат на првомајската прослава, што селото ја организира повисоко во планината. 80% van de dorpen hier is van oorsprong... 80% од жителите на селата во оваа околија се македонци. Нивното еленизирање започна по Балканската војна во 1912 година и од тогаш не престанува. Еленизирани се имињата на селата, презимињата, училиштата. Македонскиот јазик се пренесува единствено устно. Срцето тоа што сака, на човекот срцето што сака, и колку да го притиснуваш, тоа ќе си го има натре у срцето и ќе си го тајно, скришно, дома, ќе си го учи, ќе си го таквова. Оти сега, еден пример да ви кажа вака, кога ќе се намерам на една ваква весела, кога ќе си слушнам едно македонско оро, ако да може да се каже со зборови, се кажува. Какво весело се осеќава еден претиснат македонец. Тоа е многу тешко. Не е многу сиромашко, можеме да ви докажеме. Нема писател да испише, нема рака да исказите нашите мајки македонски, че истргаваме од 12 година до денеска, од грците. Од сите шовинисти грци, за шовинисти грци лафаме. За добро народ си е добар грцки народ, заедно правиме ние синдиката, заедно се бораме. Тоа знаете, јас вој момент, колку ми е срамотно на мене, а јас се осеќавам македонец, а македонски јазик не знам културно. И не може со убави зборови да си го кажам тоа духовното што се осеќавам однатре. Тоа е многу тешко и за секој еден многу тешко е тоа нешто. Не разбирате?
Текстот го читаа Благоје Крстевски и Ленче Смилевска.